Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Се надевам дека содржината на овој канал и видеата ви се допаѓаат и дека од време на време си наоѓате инспирација за некој роман што би го прочитале, роман за кој што зборувам во некој од тие видеа. А ако сте тука за прв пат и ви се допаѓа она што го има на каналот, тогаш ве поканувам да стиснете subscribe и лайк на некој од видеата. А и ако ме следите подолго време, а не сте стиснале subscribe, ве поканувам да го направите тоа и да кликнете лайк на ова видео. Тоа би ми значило. Мислам дека повеќето луѓе што сакаат да читаат фантазија знаат кој е Нил Гейман или прочитале нешто од него или во најмала рака слушнале за него. Тој е еден од најпопуларните автори денес. Навистина одличен раскажувач, особено е популарен во така наречената жанровска литература. Веројатно најпознати романи му се Stardust, Neverwhere, Coraline, Ocean at the End of the Lane, American Gods и меѓу другото еден од роман што се смета за еден од неговите најдобри и најпознати романи е овој роман кој што тука го имам на македонски, тоа е Книга за гробиштата. На македонски има неколку романи во издание на 3, Океан на крајот од патот, Предупредување за содржината, тоа се некои раскази, избор раскази негови, и овој Книга за гробиштата, кој што е издаден пред неколку години во превод од Катерина Јосифовска, а се што е преведено од Катерина Јосифовска заслужува да биде читано, во смисла дека имам доверба дека е добро преведено. Оваа книга е интересно што исто така е илустрирана, има илустрации внатре. Познавам неколку луѓе кои што многу го сакаат овој роман и се воодушевени од приказната. И јас предпоставувам 2-3 години имав прва средба со Нил Гейман и решив да прочитам нешто, да видам за каков писател станува збор. Прочитав еден роман, нема да кажам кој роман, некаде до половина и нешто ми фалеше, некако се мачев, можеби не беше право време и го оставив, иако ретко оставам романи. Меѓутоа си реков дека окей, штом толку луѓе го сакаат Гейман, не мора да значи тоа дека и мене ќе ми се допадне, меѓутоа решив да не се откажам така лесно од него и да го прочитам. И така имав оваа книга, овој роман, одлучив да го прочитам, иако реално не го читав, туку го слушав. Направив комбинација, го слушав на YouTube аудио верзија, аудио книга на овој роман, кој што го чита Нил Гейман самиот и е искуството, ако добро зборувате англиски и разбирате, тогаш ви препорачувам да го слушнете, ќе ви одземе 7 или 8 сати, ако не се лажам. Е феноменално искуство. Нил Гейман ги чита своите романи на еден одличен, фантастичен начин и потполно навлекува во приказната. Она што јас го направив е го слушав на YouTube во аудио верзија, меѓутоа после секој поглавје ја земав и оваа книга и читав делчиња, ме интересираше како звучат на македонски, читав делови од оваа книга. Би сакал да кажам неколку збора за романов без да правам некаква анализа или нешто да се задлабочувам, туку да ви кажам каков печаток остави на мене и зошто ми се допадна. Приказната за оваа приказна почнува во 80-тите години, кога Нил Гейман, како млад писател се уште, секој ден се шетал со неговиот 2-годишен син, кој што уживал да вози трицикл и затоа што немале двор, и го носел во близина, во соседната, во близина кај нив имало црква и гробишта, и детето си седал тој на клупа и го гледал како си ужива, како си вози низ гробиштата, и му дошла идеја, како би било да напишам книга за дете кое што е израснато од мртвите на едни гробишта. И му текнало, па тоа би можело да биде слично како Книга за џунглата од Киплинг, каде што едно дете е пораснато од животните и така натаму. Меѓутоа тој вели, сакав да ја напишам таа книга, меѓутоа сметав дека не сум доволно добар писател. И на секои неколку години ќе напишев по неколку страни и ќе оставев. Ќе се речев не сум добар писател. Се додека некаде во 2000-те години одлучува дека па не можам да станам подобар писател од она што сум сега, затоа што тој вели ние не пишуваме подобри приказни, туку пишуваме различни приказни. И се одлучува да ја напише приказната, а на самиот старт гледаме дека еден човек по име човекот наречен Джек
буквално на првата страна влегува во еден дом, ги убива мажот и жената и постарото дете, меѓутоа помалото дете, отприлика 2 годишно детенце, успева да се измолкне од куќата некако и да заврши во ближните, во соседните гробишта, каде што ќе му побегне на овој убиец и тамо ќе го забележат мртвите, нели, кои што ноќе почнува нивниот живот, ќе го забележат и ќе имаат дебата, дискусија и ќе одлучат да го посвојат тоа дете, да го чуваат. Еден брачен пар ќе се посвети да го чува. Оно што е интересно е тоа што тамо на гробиштата има мртви од секакви доба. Дури има еден човек од Гај Помпеј од римското доба, има некој од пред, не знам, 15-16 век, има една вештарка која тамо е погребана, меѓутоа не е одбележан незиниот гроб. И ова дете они тој ја земаат да го чуваат. Има еден човек тамо по име Сайлас, кој што единствен смее да ги напушта гробиштата и тој ќе почне се грижи за детето и ќе биде негов заштитник и ќе излегува и ќе носи храна, се што е потребно да тоа дете расте таму. Како што поминува времето, речиси во секое наредно поглавје детето расте и ова може да го читаме како некаков билдингсроман, роман за растењето, роман за животот. Всушност тој самиот Нил Гейман го вели, тој вели нема никаква тајна или некаква порака што сакав да ја кажам. Ова е роман за животот, роман за растењето и роман за заминувањето. И тој отпосле вели дека јас можев да го, кога моите деца пораснаа, кога си заминаа од дома, тогаш сватив дека тогаш можев да го напишам тој роман, затоа што веќе и самиот имав израснато деца кои што морав да ги пуштам да тргнат по својот пат и да го живеат животот. И ова дете кое што ќе го наречат Nobody Ovens и ќе биде Bod Ovens, како и нели на македонски е Никој Овенс или Ник Овенс, и тој ќе се запозна еден ден со едно девојче кој што незините ќе седат на клупа, читаат весник, одмараат, и девојчето се шета и ќе се запознае во момче, ќе почнат пријателство и тука почнува свет на гулови, на тоа се ни демонски митски суштества, на вештарки, на секакви суштества. Ник ќе добие една наставничка, учителка која што ќе се грижи за неговото образование, господја Лупеску, која што ќе се испостави дека е врколак, и кој што ќе го заштити во неколку ситуации. И приказната, за да биде поинтересна, сваќаме дека човекот по име Джек, човекот наречен Джек, не се откажал од потрагата по ова дете Ник и ќе видите што ќе се случи понатаму. Искрено не планирам да правам некаква анализа или да барам некакви скриени значења или толкување. Ова е приказна сама по себе супер и добро се чита. Она што самиот концепт дека мртвите го раснат детето може да изгледа или да не изгледа како некако излитана идеја, или може да не изгледа малку мрачна и морбидна идеја и нели од старт да не одбие. Меѓутоа, може да се замислите дека ова се луѓе, овие мртви се луѓе од разни, како што кажав, од разни времиња, од разни векови, зборуваат на јазикот од тоа време. И нормално, како што може да очекувате од англиски автор, значи има тука хумор, има досетливост, има духовитост и во тоа, во нивната интеракција и може да особено кога Нил Гейман го чита тоа, може да ви го доловува многу убаво. И гледаме дека всушност атмосферата воопшто не е застрашувачка или морбидна. И оно што можеби човек ќе го очекува кога ќе дојде тоа дете тамо, има една сцена каде што ќе се втурне во некакви авантури, каде што ќе мора да го спасуваат, меѓутоа приказната не е серија на авантури, значи ова не е нешто типот на Хобитот или Lord of the Rings или нешто од тој тип, каде што во секое наредно поглавје нели протагонистите или главните ликови треба да преминат преку одредена препрека или да совладаат некоја препрека и за да стигнат до одредена цел. Не, ова е всушност растењето на тоа дете обкружено со тие луѓе пораснато од мртвите. Особено е моќна сцената кога мртвите се спремаат за танцот на мртвите кој што се случува еднаш годишно, каде што мртвите и живите
се собираат под покровителство на самата смрт и на плоштадот на градот и се одржува еден бал, еден танци. Нил Гейман тоа го прави толку на фин, на добар, нежен начин да едноставно може да ве трогне искрено. Она што ми се допадна е што иако ова не е книга преполна со интензивни, драматични авантури, тука е можеби малку побавна во таа смисла, многу ми се допадна атмосферата, многу ми се допадна тонот и всушност и се мислев што ми отскокна. Не е самата приказна, меѓутоа она што најмногу ме допре, она што најмногу ми се допадна е како е напишана приказната, тонот со кој што Нил Гейман ја напишал. А дете кое што ќе се приврзе и ќе биде засакано од една група луѓе кои што ќе направат се, кои што се нели мртви и нели може да предизвикуваат кај нас, не знам, можеби морбидни чувства. Меѓутоа тоа се луѓе кои што ќе го прифатат ова дете, кои што ќе го израснат, кои што ќе го засакаат и на крај ќе видите што ќе се случи со ова дете. Очигледно може да претпоставите дека Nobody Owens ќе мора да продолжи со животот. Меѓутоа самиот тој однос со тие луѓе, со доза на хумор, со нели со неговото образование, со поставувањето прашања и со таа мистерија за тоа дали ќе успее или тој човек наречен Джек да го најде ова момче и како тоа ќе изгледа, има тука пресврти, има интересни моменти. А она што сакам да кажам е дека Нил Гейман не ме разочара со оваа книга. Значи му дадов втора шанса, не ме разочара, не изневери и сега планирам да прочитам и нешто друго од него. Ако сте фанови на Гейман, ако сте дури да не сте фанови на Гейман, ако сте прочитале нешто од него, пишете ми ваши впечатоци, пишете ми која е ваша омилена книга и зошто, и пишете ми која книга наредно треба да ја прочитам од Гейман. Значи нема повеќе да должам за ова. Ви ја препорачувам книга за гробиштата од Нил Гейман, а исто така да ја прочитате, а ако сакате можете да ја слушате во аудио верзија читана од Нил Гейман и тоа е едно неверојатно искуство. Ве поздравувам, тука прекинувам, ве поздравувам, чувајте се и се гледаме со наредното видео. Чао!